Здраво живо! Ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Марина, здраво! Здраво, Панче! Нека ни е среќна новата година, среќни божични празници. Уствари празниците поминаа, ама сепак јануар е полн со празници, еден куп. Да. На нас јануари ни е полн со празници и родендени, односно роден ден. Ние славиме и на Тино роден ден другата недела. Ние имаме роден Така ден. да славието продолжува, да. Да, и ти имаше роден ден. Точно. Кој друг освен тебе? Фала на сите што ми го честитаа. И што не ми го Бога ми, честитаа, кој може да врска. заборави на 6 јануари роден ден? Никогаш нема заборавам се. Да. Имате Значи, уште од фамилија? Да, сопругата на 17. И она во јануари, двајца да сте јарци? Ирчни. Се Добро. буцкаме. Супер. Си се дружим. Робови. Да. Убаво ни у јануар, малце паќерше, кој ќе почнеме од сега јануар, па вакво, по февруари имаме други од фамилијата, по март, и таму недека ки април завршуваме, малце пауза и после тоа преминуваме у јуни и онатаму. А до март сме скоро секој месец по 2-3 родендани имаме у фамилијата. Али убаво, да? Супер. Што има ново старо? Ново старо, ништо, јас бев на одмор 2 недели. Не отидов никаде, бев болна. Ете, ми текна усвари последниот пат кога снимавме, кашлав и сега уште кашлам. Значи ја прибра, ја собра кашлиците од старата нова. Да, цела година кашлам, хехенце. Не ја остави таму. Не знам што се случува стварно, еве бев на лекар, ми дадоа лекови и така, една недела дома си седам. Ама не се жалам, не беше кој знае колку страшно, барем се одморив. Супер си поминавме за нова година и роденденот на Миле го славевме исто 30 години напунени, беше фешти. Он има нула, тука нулите посебно се слават. Да, се слават стварно. И на големо. Да. И така. Ами и он е добар на домар датум. Па да, за ден-два ќе земал телевизор, односно мајка му ќе земала телевизор тогаш. Точно, да. Ќе го даде на телевизија. Одма. Да. И тоа, во Македонија не беше, така? Не. Кај Македонија глава вакво, таман ми дојдоа вакво домаце празници да дигнам глава од целото тоа. Ама добре, со Македонија со Македонија си имаме сега ваквото контакти, гледаме вакво речиго по што се дешава. И што најдов една работа, многу интересна. Македонското макало е прогласено за најдобар сос во светот пред хумусот и цацикито. Замисли се. И пред хумус и цацики? Да. Браво. Тоа беше тоа со лук, нели? Со лук е тоа многу. Сега, и тука малце ќе бидам малце и критичен ќе бидам према пишанката. Да, со лук, вода и таму пише масло, пишете зејтин. Па сега, добро, масло е по као литературен израз. Ама и текстов им беше малце како пипер. Добро сега, ќе збориме културно или коректно. Што е пиперка или чушка? Како го викате ви? Пиперка нормално. Ние чушка го викаме. Па добро, ама литературно е пиперка. Чушка ја го научив на, не знам, 18 години кога почнав на факултет, кога почнав да се дружам. Црн патлиџан? Црн, модар патлиџан. Модар, како може би црн е патлиџан? За тоа не знам. Стварно не знам дали е модар или црн литературно, ама модар е сигурно. Како сакаш речи, макалото важно го прогласиле за најдобар светски сос. Моментално, сигурно за празници имало доста макала, па така да пробале ваму таму и пред гвакамолето, и пред хумусот, и пред цалцикито. Да, главното било макалото. Ја повикам, добро, макало, пинџур. Ама испана после по рецептов. Не, макало е друго, сосем друго. Макало е друго, да, ја примети. Ние у Велес не правиме многу макало, ние со пинџури се расправаме. Мене макалото не ми беше познато. Сега пак кога ми дојде да речам текстов пред мене, викам, чека, види интересно, макалово, најдобро, сос. Браво. Супер.
Мене ми се идеш Да. искрено Македонија овој пат. Знам дека имаме зборено и имам кажано дека на зима не одам во Да. Македонија поради магли и загадување, ама многу ми се идеше. И мислам и уште ми се иде некако, не знам. Сега гледам пак некои, нели, не знам, на трето, пето место таму најзагадени градови. Секој ден Ама Скопје го викаат најзаган град кај бил. да, ама мислам до година здравје не сум била одамна, 5 години не сум била можеби. За Божик ми се иде, ми се бидува таму. Да. Сега другарка ми Ама е таму исто, ако во ако декември. отидеш годинава, водичка ќе требаш од тука се донесеш. Да. Не, вода и добија сега, имаше нели некој таму, имаше квар уствари, имаше нека поголема поправка на некои цевки. И во неколку градови во Македонија, ама најмногу во Скопје, мислам пола Скопје, ако не и цело Скопје немаше вода. Се правеа некои таму цевки, онака сите моите, па сите што ги познавам во Скопје, паника, пошто нели сега си ги знаеш луѓето. Знаеш дека може да потрае кога нешто се прави и една другарка си напунила када, онака пуна со вода за секој случај. Ке ти треба, нели? Зошто не? Ама Зошто? брзи, стварно многу брзи, за неколку часа мислам тоа го средиле. Таа поправка Значи, последен пат се правила 91-92 година, можеш да замислиш. Така 91. да за пофалба. Да. Така да ајде, може и од други сектори ќе бидат така Ажурни. така ажурни, што беше ова? Ова беше тамагочи во налука. Си купи тамагочи. Ми викаат, мамо, знаеш што е тамагочи? Викам, секако дека знам, една 10 години си има вакво. Ти знаеш што е тамагочи, Панче? Да. Добро. И такви Не работи знам. ги имавме. Само многу ни умира. Да, па и ова не знам сега нешто кенка му треба Живо ли? нешто. Па живо е, валјда направи некој звук. Time on. Ај си ќе му го давам после да го рани. Нека, Да. ако умре толку ќе биде. Ќе има Толку, плачки. Да. Кај нас имаше порано плачки, те да умре, па вика што пред не му правиш ништо. Затоа ќе умре, треба да се бешефтигуваш со него. Да. Ама и за тоа ти треба, и за нешто за било што ти треба, мотивација. Точно баш денеска, тоа ни е темата на оваа епизода. Мотивација, како се мотивираме. Колку се Ти мотивирани мотивиран ли си? тука општо луѓево да работат. Како се мотивираш? За работа? Општо за било што, мислам, ја општо кажам ова кој ќе размислиш мотивација, се треба мотивација. И се балја станеш, треба мотивација. Станеш, Па не, окей, јас не мотивација, сум да се мотивира. од мотивација, не сум, не верувам во мотивација, верувам во навики и во дисциплина. Мотивација е многу брзо ти поминува. Сега општо збориме за било што. Еве, јануари, Да. например, Миле преска беше да вежба, вика фул, значи теретаната фул, не можеше ни во сауна да отиде ни ништо, дома си дојде и сите сега се Сите мотивирани во јануари да вежбаат. И веќе март ќе се расчисти. Март ќе биде поопуштено, мислам. Да теретана си е добро посетена и таман си е, ама сега во јануари е птен, нели? Си знаеш, еве сигурно и во Глобус и во други маркети се продаваат фитнес суплементи, работи Veganuary, кога January, сега па ајде посно ќе јадеме и тука нешто детокс и паѓање у несвест. Значи врска нема, тоа е само краткотрајно. Не знам сега за тоа, ајде, не сум ја по бројките, ама не знам колку луѓе, претпоставувам повеќе од пола, ако не и повеќе, тие што си ги имаат New Year's Resolution, не им успеваат за цела година. Така да е и тоа пример дека тоа ќе ти помине. А ако си направиш навика за било што, и ако се држиш до таа навика, не ти треба мотивација. Ја тогаш исто кога се откажував на примерот од цигари, исто и некој така вика треба да сакаш, треба стварно да сакаш. Мене помогна мотивација. Супер ми беше кога си пушев цигари, реално многу ми беше мерак, ама од здравствени причини некогаш мора да се откажеш. И тука мотивација не ти служи многу, туку какви навики ќе направиш за да ја замениш таа навика, таа лоша навика. И
Да, како ќе продолжиш понатаму. А за работа, Не мислиш ли мотива... дека не мислиш ли дека мотивацијата да имаш добро здравје не е ваква не играла улога во таа ситуација? Тоа не е мотивација, тоа е желба за добро здравје. Мотивација е нешто така по, нели, по да те носи секој ден, например, некој така по континуирано чувство да имаш. Иначе тоа си е желба за мотивација, не би рекла дека е мотивација. Едноставно Не? ти е желба или не дај Боже, ако си болен, тогаш си онака веќе фокус и прв, нели, во преден план. Добро, фактички мотивацијата понекогаш иди со волјата, например. Мотивација, Да, сакаш, не сакаш, во тоа. И затоа ваквото затоа го имаш, затоа имаш тоа, например, си викаш имам волја да го направам тоа, а фактички мотивацијата е као и волјата. Така, ја у таа смисла го сваќам тоа. Теме као ако имам волја, имам мотивација целото тоа да го правам ако. Ама играат и други фактори, ти кој што рече, навиката играе улога, например, да се навикнеш на тоа дека нема да пушиш или дека ќе јадеш, например, здрава храна. Ја? Ама за да јадеш здрава храна, треба да отидеш, например, да купиш здрава храна. А ако немаш, например, волја да отидеш до дуќанчево, например, а пред успат ти е Макдоналдс, може да заакаш, погрешно патче да фатиш. Не, значи, да. тука игра волјата и мотивацијата. А ја што се однесува до работата, е малце тука, еве сега пред некој ден баш имаше вакво, деме као германци, деме пола и половина од германците биле немотивирани за на работа. Да, и јас Боже, го сад гледав тоа, човек, што ства работа? затоа имаме тема, А, да. да, а, а имаше една друга бројка на крајот на 2024 испадна дека 2024 е најголемата вработеност во Германија. 47, Да. 47 милиона фактички имало вработени во Германија, значи највеќе од постоењето на оваа држава, која се заедно со којато, и сега зборуваме за мотивација, за немотивација. Ама има, да, се среќава и тоа дека којато, знаеш како е тоа после. Јас не се сеќам, секогаш ми се дешава, после празници, например, ќе ми текнале лед на работа, треба да се како треба да се мотивираш, сабајќи да звони саат да Првиот се ден мотивираш. после одмор. Првиот ден после одмор. Да. Тоа е катанга. Да. Првиот ден влегуваш таму и викаш, ости ме намира, само да помине. Да. Ај порано, кога работев во Ауста на БХР, ајде, кога вака, например, во зима, кога бевме, нели, 2 недели затворени, па ајде, ке речеш, окей. Ама ако си на одмор, јас, например, ако сум на одмор во лето, мака си тече животот нормално, си пристигнуваат барања, имејлови и се. И ми се темни од првиот ден после работа. Ми се темнеше. Сега не е веќе така, уствари, на новава работа не е веќе толку напорно, ама пак првиот ден после одмор ми е, не знам, 8 сати таму се осеќам ко 20 да сум била. Тоа е се, а за мене и мене истото ми се дешава, например. После одмор кога ќе отидам таму првиот ден е едноставно вечерта пред да трнам на работа. Да викам сега шуо беше 2 недели, па се бил дека на одмор, па вака, па така. Ама после тоа ќе доам паќе да се речем ти викаш мотивацијата, кај мене ја поинаква мотивација. Ние секогаш си имаме, да речеме, една поговорка, кога се одиме на одмор, се викаме пред одморот е зад одморот. Да. Зад одморот е пред Така. одморот. И така да се мотивираме секогаш кога ќе заврши одморот, па иде, па после 2-3 месеца па одиш на одмор, например, и па почнеш да кроиш планови. И такви некои мотивации си ги онадуеш или мисли или навики, например, тие кои ќе ги речеш во твоето, али можеби тоа е, да речем, тоа ни влие, да речем, да немаме толку трзавици после тоа да кога ќе почнеш. Али во секој случај и на двајцата, и гледам и деца ако почнат да завише да работат, после некој период кога биле на одмор или кога биле на проложен викенд или со празници, сега кога имаше вајна 2-3 дена кога си слободен, например, првиот ден кога ќе отидеш, леле, не се станува, ајде уште 5 минути, ајде вака, ајде сврти се наму. Да, едно кафе, мора да уште станеш. едно. Мора да Да. станеш. Не е тоа што Ама- мотивација на работа, реално ако работиш кај некого, например, ако не си сам свој шеф,
Не мора да имаш многу мотивација, онака мора да идеш, не дали имаш или не, мора да идеш. Мене тоа затоа не ми, вели, не ни размислувам дали сум мотивирана или не. Морам и Исто тоа е ја го тоа. осеќам Сега така, на ако пример, одам направам таму минус и саат, како два, ето, морам да останам друг Ево, ден. не. А меѓутоа, да речем, кај големиот дел од ваквоето од вработените, мотивацијата се сведува на тоа, на пример, на крајот од месецот да се исплати, да речем, трудов што е. Значи за тоа на тоа се мотивирани фактички. Не? И по некои испитувања, на пример, главниот параметар поради кој што, да речем, вработените се мотивираат е да имаат на крајот, на пример, од месецот има добра плата како први основа. Да. Понатаму и другите фактори играат, да имаш добар шеф, да е климата, да имаш колегите да се погодени сите работи, атмосферата ако ти е добра у фирмата или оделењето или било кај што се наоѓаш, најверојатно дека подобро, пососем поинаку ќе бидеш мотивиран или ќе имаш волја да работиш со нив. Ако си у некоја друга фирма, фирма, например, не функционираат некои работи или шефот не прашува како си помина, што си помина или сите тие работи. Ја тоа го Да. практицирам, например. Ја ки секој вработи што ќе отиде на одмор, после тоа изудуе, одам, па беше на одмор, што беше на одмор. Баш имавме сега една од бившите југословенски од Босна. Имав вработен од Босна и разбрав дека у Босна имаше многу голем снег. И сега дентам на едниот тадори од служби ми викам, ваа може да не дојде, ти беше ја пуштивме на одмор дојде, сега преку празници ја пуштивме на одмор дојде. И вака викам, може да не дојде ти у Босна вакојот. И која ми пишат, понеделникот ја не бев на работа, оти се зема за празниците одмор, која ми пишат, не вика, стаса добро е, се уредо, и го поминала. А викам, добро, значи, или го пречкртали и после тоа кога се видовме другиот ден или подругиот ден кога се видовме, и викам како помина. И вака таа дори беше зачуден, оти нова е во фирмата. Оти ја прашува, оти не е навикната, например, да ја праша, да речем, одговорниот да праша, или шефот да праша, како се помина на одмор. Викам, како се помина? Вика, супер, тој викам, како со снегот? Вика, имаше достиг 27 саати, тоа сега и тоа, 27 саата патувале од Босна до Германија, 27 саата. Со кола, храбро возила. Со кола. Биле 27 саата. Вика, патувавме, снег вика имаше, колку што сакаше. Викам, таму нека ви стои. Ама еве, сега и кај нас Сашова, да, преска падна малце тука. Да, за тимот што спомна и на германците им е важно, колегите, значи тимот во кој што работат, ќе речеш нели као ладни, секој за себе, ама си сакаат да си се дружат на работа. Мислам, си сакаат да си го имаат, да си имаат екипата на работа. Читав некоја слична статистика исто за Македонија, и исто и во Македонија им е важен тимот, ама таму им многу важен и претпоставениот, значи шефот, шефицата. Претпоставувам поради тоа што се немам нели официјални податоци за ова, ама од што зборам со пријатели, со фамилија, кај нас претпоставените за жал многу и знаат да се изживуваат да мобинг да прават и некои, не знам, недозволени работи, дај ќе ти префрлам ка 15, врати ми пола, ќе ти префрлам плата, врати ми пола, па пријавена не знам колку и меѓутоа веруј ми дека и тука има такви работи, меѓутоа разликата измеѓу, да речем, македонските работодавци и германски работодавци е тука што може би моje мислење тоа. Истото го имам ја преку овие што се платформи LinkedIn, пратам, имам некои пријатели така виртуални од Македонија, па се пишуваме како тука, како таму, разменуваме некои мислења. Значи, разликата измеѓу тоа е што тука сепак законските регулативи некои работи не ги дозволуваат. Да, па тоа веруј ми дека и тука, да. Значи, не само законските, ами и тука има јаки синдикати. Значи, синдикатот тука си држи, си онадој, си гледа за вработените. Ако понекогаш може и синдикат, например, ја морам да соработам како работодавец, морам да соработам со синдикатот. Меѓутоа, доле каде што, да речем, во Македонија, каде што не постои синдикати или каде што тие се на некои во маргинални услови или во маргинални ситуации, не може така да ги бранат вработените, како што тука, например, може да постапат овие. И затоа, така е, да. И затоа може би таа, да речем,
таа неправда или тие работи што се дешаваат во Македонија, кои што се многу верувам дека се екстремни, тука може би да речем од 10 фирми, 2 ќе се најдат или 2 шефа ќе се најдат такви. Доле може би од 10, 8 ќе бидат такви. Ја, тука и може би игра и другата конкуренцијата, може би игра. Тука на пример сега знаеме доле на пример некои како ги стават на функции, на позиции, сите работи, така да кој ќе дигне глава одма сечат. Тука Да, тука е малку и поинаку. немаш многу голем, на пример, ако во случај ако се деси на пример тука, мене ми се десува, јас сум менјал фирми поради оти најобично луѓето менјаваат фирма, не ради фирмата, не ради вработнелари, колегите. Менјаваат фирма ради шефовите. Со шефот не може да дојде, со сменоđvođата, со абтеилунгслајтерот, со вој, со тој и не можеш да просперираш, а се осеќаш можеби за поспособен, можеби се осеќаш за повеќе, не ти даваат и кој ти е патот? Еднаш зборуваш, два пати зборуваш, гледаш дека одиш, зборуваш со зид фактички и приказката завршува. И со тоа он те мотивира, има и тука мобинг, тоа не дека не. И Фала Богу. Приметила исто така, мислам, немам лично искуство, ама имам видено не е стварно ништо што треба да се искуси, стварно може многу да влијае на психичко здравје греота. Да. Само така ми беше, интересно ми беше што нели ги споредував таа статистика што читавме на CDF и некоја статистика на од Македонија и баш ми остави впечаток тоа што многу ценат добар шеф, добра шефица и фер претпоставен, Што кај германците може и не е толку, мислам, не ни беше, мислам, во топ 5. Не, кајнив со таа незадоволност, мислам дека кајнив незадоволноста или за немотивираноста се базира на тоа што, например, они поминаат тие времења кога живеја, кога можеа да го поднесуваат тој притисок. Интересното е, например, на таа проценка, например, дека најмотивирани луѓе или најмотивирани вработени се работени во Индија и во Кина. Значи, во Индија и во Кина и во Бразил, значи какви услови имаат. Какви услови имаат таму, се мотивирани за работа. А овие тука, например, сите услови со кантини, со вакво, со фитнес студија, со не знам што, со точат сите ствари, со превози, со сите работи, значи со фирмен ваген и сите работи што се даваат. Ама луѓето, мислам дека, јас сум малце подолго, да речем, мојот работен однос, порано си работел, ама сега сакаш тоа да го изживееш, сега сакаш да живееш. Тоа ќе кажев, уствари, тоа уствари од генерацијата беби бумери, нека тие се продуктивни, најмотивирани. Работеле и тоа од дома сега веќе сега Gen Z веќе почнува, значи Gen Z генерацијата веќе почнува да си има нормална кариера. Значи сакаш 8 сати работно време и точка. Повеќето сакаат, значи ценат многу work-life balance и има многу важно, дури еве сега е многу, не знам дали следиш, јас следам и се надевам ќе доживеам некој ден да се воведе таа работна недела од 4 дена. Многу ја фурат, многу па сега Панче, тоа е, ајде, јас ќе ти кажувам како е. Во некои фирми веќе имаат поведено, значи иста плата, исти задачи, ама некако намалено тоа да биде на 4 дена наместо на 5. И тоа е стварно супер. Мислам супер. Ќе се одрази некако на економијата и на се останато, ама точно кога морам да ти реплицирам. Верувам дека во некои гранки тоа е можно. Меѓутоа, тука сега ќе дојдеме на тој конфликт, да речем на општеството ќе дојдеме во конфликтот, кога многу луѓе ќе се прашаат, например, јас во таа гранка каде што сум, например, во речи го што е продажбата, се прашаат како е можно 4 дена работи, а земам плата.
ќе се прашаат на пример во болница, како може 4 дена да работи на пример медицинска Да, сестра. нема секаде добро тие Значи, некои и важни тука работи, да мислам, речам. и тука мислам дека тука мисламе најголемиот најголемата пречка или најголемиот кнакс ќе биде кога дел од тоа верувам дека некој си може 4 работни дена, окей. Ја они на пример го прават, меѓутоа тие модели на 4 работни дена ти што ги рече може да се десат, али ќе работат по 10 сати од денот. Така некако мислам дека беше по повеќе ќе работат за да ги Тоа соберат да, тие ама сати на не, нема 37 до 40 сати. не би било така, мислам, може некоја минута или не знам, ама не е да биде толку, пошто пак и тоа не ти е некаква нели Ја, рамнотежа на работа и слободно време. Ама сум гешпант како ќе биде. Во некои фирми ја веќе го пожелувам, ги има, да, точно ти го рече тоа, да, го има, го има. да. Ама од моја гледна точка, ќе ми треба многу, за некој да ми рече сега, да дојде, например, што аплицираат, например, рече, слушај, јас сакам 4 работни дена да сам, ама 100%. Ќе речем, стоп, момент, 4 работни дена, можеш 70% да работиш. Па, не, 70%, да, ама не е тоа. 70% плата. Да, Па не е тоа сега, 4 дена, тоа е Теилцајт. Ама од друга страна, па некој пред пандемијава да ми кажеше дека 80% од јавна администрација ќе имаат home office канцеларија, не може да верувам, така да се дешаваат промени. Треба да се приспособуваме и тоа е тоа што ќе правиш со 50% немотивирани работници, мислам, некаде ќе мора да се направи промена. Ковид пандемијата да, многу работи смени и општо според мене малку е цело расположение во Германија малку песимистично. Некако одговара во целата слика, многу и сакаат и во home office уште да си работат, а многу работодавци сакаат да се вратат само на работење во канцеларија. Не знам, и тоа исто игра голема улога. Според да, таа тоа е едно од тие статистиката, да, мотивации. home office е еден од најважните причини за заменување на работно место уствари. Во мојата бранша тие работи не се. Да, има посто во Да, добро, централата кај беа тебе некои да, home немаш. office работи. Меѓутоа во, да речем, во кругов на пријатели што ги имам, аз да ти кажам, дел од пријателите беа во home office или се уште се во home office. Сега ќе ти кажам еден пример. Ке тие пријателите што се во home office, градината им е средена како англиски вртич им е направена. Им е изметено се, Па им е нормално си имаш средено, време да... им е онадено, а ја не можам главата да си кренам Панче, и ти морам... тие 2 сати што ги трошиш за возење, не градина, куќе ќе изградиш. Ете 2 сега 2 сати сати се на фати ден. за... Зошто 2 сати? Па шубо, си одам натаму, си слушам, Супер па е се тоа, враќам не, назад, си тоа за ако слушам. си е за тебе супер, да, ама тие 2 сати ако ги направиш у нели нешто појма Ја, немам, ете градина што викаш или нешто друго, на работодавците тоа им е јасно дека се, нели, ако си home office, дека имаш повеќе време за нешто така точно. измеѓу да И направиш. Ама тоа си осигурањата е им се окей. средени, сите работи се знаат кои тарифи, какви тарифи, се е испитано, како е испитано во тоа. Ама тоа ми врши работата и јас со нив се консултирам, викам, те види, викам, ти паузата. Кој ќе им речам паузата и знаат што ќе им. Те види, викам, ти Да. паузата кој ќе имаш, викам, види во што како вака така и ќе ми кажат. Ја што викаат, ја им германците го имаат тој иш гөне еден. Па, не знам баш. Не им завидувам, не им завидувам. Како беше, што беше, како беше гөне, што е? Гонен, да. Тоа е, да. Се радувам за нив така. Се радувам за нив, да, точно, се радувам за нив, им пожелувам, а за се е во ред. Секој со судбината, како Нормално, мене да. така ми било Ма ја пишено и јас порано го е, надам. никогаш не можев да онака, еден ден, јас иначе пред пандемијата имав еден ден home office, за да постигнувам повеќе и стварно ја од кога го добив тој ден, во пандемијата после уште еден побарав, онака се препородив. 300% мислам поактивна во во home office отколку во канцеларија, дека нема кој да ти го одвлекува вниманието, не звони телефон цело време, не ти тропа некој на врата. Добро, таква беше мојата работа, што стварно допушташе многу поголема продуктивност во home office. Ама си викав 2 дена е окей, инаку ми требаат луѓе.
Ама сега скроз би можела 100% у home office да работам. Да најдеме некој поголем стан, да се преселиме или куќа, Мгм. 100% у home office би можела да работам. Добро, ама ете ти кој што викаш, ти си продуктивна, значи Да, да, фактички да, да. Мораш е, работата е таа, мислам. Треба да ја ја направиш, нели? ја гледам еве и на пример ќерки ми на пример која се home office која работи, стварно Па работи. да, Вика да, остави да, стварно работа, да. викам кај ме остави среди кујна, а остави се работи вика како ќе средам ја кујна ти ќе средам вика. Кај ти средам кујна вика ја морам да работам, пишам имели, секои 5 минути имел ми стасо, вика морам да пишам имел. Добро, викам ајде ја ќе средам. Ама ја, азо и тоа е еден фактички еве сега паѓа се вратиме на тема, значи ако фирмата нуди такви услови, ги мотивира вработените да бидат попродуктивни, да бидат, да речем, попродуктивни, помотивирани за работа. А доколку не се слагате, треба да менјате. Тука е, Германија е голема. Да? Да. Тоа е, не знам како ќе продолжи, баш ме изненади оваа статистика, дека вамо кај мене на факултет се многу мотивирани. Малку поинаку од комунална управа, каде што повеќето вработени се, нели, нивната мотивација е сигурноста, тоа им е на нив. Тоа им е најважно и со јавна администрација тука тоа 100% го имаш. Мислам, ако ти е неограничен договорот и ако не си ужасен работник, ќе имаш сигурност. А вамо на факултетот дека се и нели договори на определено работно време мора да се покажат и се ептен on fire. Ете, и тоа игра улога. Каков договор ќе им дадеш? Дали ќе им дадеш директно на неопределено време, што е ретки случај сега. Обично ги даваат, например, на определено време и тоа цело до тоа дава некоја несигурност и мотивацијата е у старт почнеш више, па сега ми дае, па ограничене, па вака, па така. Ја, ама и од друга страна и фирмите мораат да во денешно време фирмите мораат така да агираат за да би можеле долгорочно да планираат Да, доколку целото тоа, например, фест го направиш од почетокот, може да ти се деси за полова година или година ситуација да се смени и да мораш да бидеш не си у тој момент не си флексибилен толку со вработените. Ако е, например, во таа ситуација непоштено. И правило би било тоа, например, во тешки случаи и фирмата да издржи еден период. Значи, сепак тој вработен, например, што работел 5-10 или 2-3 години што работел, сепак придонал нешто за таа фирма и можеби ако е, да речем, ситуацијата краткорочно, кој што беше у короната, например. Короната беше, не се знаеше како ќе биде, што ќе биде, да. па имаше се наоѓаа некои модели, дома седеа, пак на скратено работно време, пак куца бај 315. Ама сепак луѓето си ги задржаа вработените. А другата ситуација се деси во гастрономијата, например. Они ги затворија, немаше вакво, испуштија се живот диво, значи не ги задржаа вработените и после тоа кога отворија, немаше кој да работи. Да, И да, да. немаше доверба во таа бранша. И немаше доверба во таа бранша. Да. И автоматски изгубија луѓето изгубија мотивација. Ја што викам, ти бранши се бран, ферик. Да. И тешко се наоѓа работи. Затоа наоѓа вработени мораат да работат од странство ги носат. Макдоналдс, Бургер Кинг и сите работи. Ресторантите се полни со овакво. Германец денеска ретко можеш да видиш, освен овие што се студенти шула и тие работи. Тоа што работат, Да, например, баш пред некој ден ми текна оној пат кога кажуваше дека на физиотерапија ти се погодил некој што не знае германски. И сега Миле се возеше оној ден со Тино во автобус, многу сака да се вози, ајде некојаш знаат некој крукче да свртат. И сега на главната железничка станица нашиот, мислам тој автобус што ни е до тука, некогаш се менува и се претвара во друга бројка и оди по друга рута. И сега Миле тоа го знае и го прашал шоферот, знаеш, останува двојка или ќе се менува во петка. И овој да, двојка, па да ме го останува и Миле вика гледам врти после лево тамо, не знам кај што
по друга рута и му идам, знаеш, и му викам: "Шо ти е, знаеш, те прашав со дете сум, без количка, без ништо, врна е надвор ладно." И онака скроз збунет целиот, вика: "Леле, па он не знаеше германски." Вика, он мислеше го прашувам двојка ли е овој? Да, бе, да, двојка е, сега за сега. Се среќаваат, се Да, дешаваат такви работи. Ама викам, Миле бил тоа е. мотивиран и свртил еден круг сигурно. Да, Уште еден мотивиран, круг и ептен. ја. И така да мотивирате се, али Како знаете секогаш е умеете. од двете страни е битното. Не е само да речеме ние мотивира се или ангажира се ваквото. И двете страни треба да покажат интерес, па на крајот да се испадне на пример да биде како што треба. Ја? Ти Така е. кој што рече кај тебе ваквото исто и кај мене се дешава, например, еве моментално каде што се наоѓам. Јас супер. Меѓутоа сум имал и други ситуации каде што маркетите били катастрофи. Ја? Ама имам ја една пословица и можем да кажем ова за крајот. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Така, да се трафи живеа, тоа сега многу го приметувам откако Да? сменив работно место, цела атмосфера, цел мајндсет во цел тим се доаѓа од горе, од Главата. Ако претпоставенија, главата да. мириса, рибата никош не мириса до пашката. Така да, Така е. мислете муа, гледајте, кога аплицирате, кога менјате, ама и општо и било што и кога правите, па и самите кога се мотивирате, од вас зависи. Така е. Така да, Јас сум сега мотивирана пак за некој одмор, ама ќе си почекам малце. Не ни знам да до ти кога, кажам не ни е искрено, планирано. и ние сме мотивирани и гледаме во близината таму дека март, крајот на март. Супер. Почнеме да ги чекираме дестинациите да видиме што кај ќе биде, како ќе биде. Ајде, Каде е може Жешко тоа може и време? од таму, да, може и од таму ќе направиме една епизода, како што беше од Мексико. Се уште не се знае, ама од дестинацијата обавезно таму ќе правиме. Ја, Супер. Марина. За првата епизода во новата година, мислам дека беше добра, мотивирачка Да. за сите. Ние сме мотивирани, ние сме секогаш мотивирани, секој петок. За подкастот сум секогаш мотивирана. Да. За убави Знаеш? работи и за превод исто секогаш сум мотивирана. Тоа исто Исто? може, за превод на пример, тоа сум си, ти со твојата Да. нели И јас сум советувачка јас сум дејност и ти многу сам свој мотивиран газда. секој ден кога ќе ми пишат нешто вакво и да соди да си направам ова. Многу сум мотивиран. Да. Оти можам да ги мотивирам. Оти знам да ги мотивирам. Им Не, кажам јас бати сум стварки збор. мотивирана за преводите дека си Да. уживам во тоа, стварно дека ми е многу убаво. И реално исто така и морам да кажам многу преска баш за тоа си размислував. Јас имам прекрасни клиенти. Да. Ме предупредија малку пред да почнам, нели кога ме кај преведувач и толкуваш, да иди прво толкувач, повеќе се исплати на суд, нели? Као демек за преведувач нашите знаат да се ценка, да не прифаќаат, скапо има ово она. Ни еднаш никаков проблем со никој не сум имала. Одма сметката уште другиот ден, ако не уште истиот ден е платена, ако нешто треба да се почека, 5 пати ќе ми пишат, што стварно нема потреба, мислам, за тоа никаков проблем не правам и стварно така тоа си размислував баш последниве денови. Стварно ми е... Мотивирани се. Да, стварно никакви проблеми. Да. Никако Ја да не не се можам да се мотивирам пожалам, после морам тоа, да да. признам, ја не можам да се пожалам. Понекогаш јас сум тој што ајде, тере викам таму. Не годи од мене. Да, значи, да, исто, сметката, да, бе, дам заборев. Некој да не ми плати, нека нема, не ми... Пиши, викам, Не не ме закажување. викам, не е страшно. Не е ни закажување, да. Не, честни Да. клиенти. Алали. Значи, епа Марина, тоа би било за, кој што реков, првата епизода во новата 2025-та. Да, останете мотивирани, здрави, некако мене. Мислам, јас сум мотивирана, уште не сум оздравена. Ќе видиме другата епизода, дали ќе се кашла и за што ќе се збори. И тоа е тоа. Чао, чао.